Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани новинари, почитувана јавност. Колега Мицевски, вие навистина сте контрадикторен. Во дискусијата прво велите околу странските инвеститори дека не се охрабрувале да реинвестираат, сега велите дека добар дел од тие 737 милиони долари кои што се влесна директни странски инвестиции, огромен процент биле реинвестиции. Дајте одлучете се за ваш конечен став. Ако имавте можност да зборувате 10 минути во вашата дискусија, 9,5 минути ширевте лажни вести. И тоа е добро позната пракса за ВМРО ДПМН. Несомнено, единствената стратегија на Христијан Мицкоски е да се обиде со лажни вести да го сруши сето она што е сработено од оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со коалицијата. Околу економијата убаво ви објасни. Ако има нешто што е меродавно, за да ни докаже или показател дали економијата е во вистинска, во правилна насока и е во раст или е во пад, тоа се одразува преку растот или падот на бруто домашниот производ. А тоа можеме да го видиме само во првиот квартал од 2019 година, каде што јасно е забележано дека имаме раст од 4,1% на бруто домашниот производ. Истиот тој раст ќе мотивира изголемување на минималната плата, изголемување на просечната плата во државата, зголемување на пензиите и секако ќе даде придонес за подобрување на општиот економски стандард на граѓаните во Република Северна Македонија. Кратко е времето, би сакал да во добар дел од дискусиите на сите вас како опозиција ја спомнавте и антикорупцијска комисија, а секако и законот за спречувањето на корупција. Во ред, тоа е за поздрав. Ние сметаме дека нема допирна точка, затоа што треба да правиме јасна дистинкција. Што значи извршна власт, што значи законодавна? Не и се. Еве сепак реагираме соодветно на препораките кои што се многу сериозни од страна на антикорупцијска комисија. Ајде да видиме, охрабрете се, дали вие и вашиот лидер Мицкоски на било каков начин реагира. Јас неколку пати зборувам за неговите хидроцентрали. Еве уште еднаш би ја искористил оваа говорница, да довршам, председателе, сосема на кратко. Ја користам оваа говорница од собранието. Еве антикорупцијска нека отвори уште еден предмет како со одлука, како е донесена одлука на Совет во општина Пекчево за формирање на викенд зона во Пекчево. И саки ви кажам и крајната цел. Зошто? За Евана да пушти дистрибутивна мрежа од 30 милиони денари, а секако за Мицкоски да ги заокружи потребните средства кои Никола Мицкоски контрреплика. за само 2000 евра. Ако тоа потврди, ако антикорупцијска потврди дека навистина тоа се случило, нема да биде, ќе биде време за одговорност и се надам дека вие ќе ја поддржите антикорупцијска комисија како тело за кое што и вие сте гласали.